Охрид во есен има посебен шарм. Дури откако ќе помине туристичкиот шпиц, мирисот на рана есен внесува неповторлив мир за добронамерните патници. Неизоставен дел од тој шарм е и Охридското крајбрежје со своите живописни населби. Една од нив е и Лагадин. Изминативе 50 години, стотина луѓе таму подигнале викендички во модерен стил, а последниве десетина години во летниот период во населбата врие од луѓе. И собствениците на викендичките и туристите беа вџашени кога ја затекнаа градбата која речиси преку ноќ се вивна и го награди брегот на Лагадин. Насреде на селбата и на самиот раб на регионалниот пат кој води кон Свети Наум и границата со Албанија, никнато е здание кое би требало да представува хотел. За лагадинци, ова е пример за урбанистички криминал. Населбата е градена по урбанистички планови, донесени уште 60-тите години предходниот век, нели? Со дополна од 78 година и така натака, 87 година. И што се случува наеднаш? Наеднаш се поништуваат урбанистичките планови, нели? И се донесува еден општ акт за село Лагадин, за да може да се градат објекти од ваков тип. Значи, хотели, комерцијални објекти, апартмани и така натака, за профит, предпоставувам, на луѓе кои замислуваат дека на ваков начин ќе можат да профитираат и нивните поддржувачи за тој профит. Според Котевски, општиот акт е целосно спротивен на уставот и отвора проблеми поголеми од планираниот хотел. Општиот акт кажува дека, бидејќи сега сме село, нели, може да се гради без градежна парцела, значи без маркица, пошто сме село. Значи, општиот акт уредува како да се гради тамо каде што нема урбанистички план. И де факто нема. Сега, во моментов, поништен урбанистичкиот план. Меѓутоа, законот кажува дека со поништувањето на урбанистичкиот план треба да се донесе нов урбанистички план, а не општ акт. Или пак документ по иста постапка, со јавна расправа, со запознавање на населението, што се планира во област. Урбанистичките планови беа овдека со, реков, објекти за фамилиарно домување. Сега, општиот так кажува дека секој, погледате, од малечкиве куќички, може да си сруши куќата и да направи хотел. Двајца од мештаните веќе покажале амбиции да ја искористат великодушноста на општината и да изградат или прошират објекти кои во лагадинскиот амбиент би делувале безмалку чудовишно. Со прогласувањето на Лагадин за село, останатите мештани ја изгубиле можноста воопшто да се побунат против нелогичниот општ акт, но и против градежната експанзија. Местната заедница која постоеше пред неколку години е укината. И ние немаме право на глас никаков во општината, значи како правна форма да кажеме што мислиме за оваа населба. Затоа ние се организиравме и направивме здружение. Јас сум председател на тоа здружение, за да можеме правно да делуваме. И отидовме на сите инстанции. Државен инспекторат, Министерство за транспорт и врски, Министерство за животна средина, просторно планирање, значи Управа за културно наследство, значи сите тие институции се запознаени со проблема. Мештаните поднели иницијатива до Уставниот суд да ја оцени уставноста на општиот акт. Како сопственик на објектот фигурира извесен Никола Толевски. Лагадинци велат дека никој од нив нема контакт со него и дека понекогаш доаѓа, но ние не го затекнавме за да побараме од него одговори околу стекнувањето на дозволата за градење. Никола Бакрачески, тогаш се уште актуелен градоначалник во чие време е донесен спорниот акт, по телефон накусо ни порача дека се е законски и дека со задоволство ќе одговори на нашите прашања во камера. Каква е улогата на општината во целата ситуација? Одговор побаравме од градоначалникот Никола Бакрачески. Тој ни рече дека одговорите ќе ни ги даде лично тој или пак првиот човек на секторот за урбанизам. Ова ни го повторуваше десетина дена, меѓутоа непосредно пред нашето пристигнување во Охрид, престана да одговара и на нашите повици и на нашите пораки. Случајот Лагадин ги испреплетува надлежностите на повеќе институции, вклучително и Управата за заштита на културното наследство и Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Врз основа на решение од 1978 година, кој им ја дава таа надлежност,
Првите треба да дадат мислење може ли да се гради на одредено место кое спаѓа под општина Охрид, додека Министерството за транспорт и врски во чии рамки е градежниот инспекторат треба да издаде евентуална дозвола. Мештаните се обратиле до сите институции, но и тие тешко се снаоѓаат во лавиринтот од закони кои ја регулираат градежната област. Само од 2009 законот за градба е менуван дури 28 пати. За овие 8 години законите се толку испреплеткани да секој си е на некој начин си се оправдува во однос на кривицата на тој другиот, а тој другиот па сега се оправдува во однос на кривицата на тој третиот. Значи така се направени законите да секој на некој начин си има оправдување. Од Управата за заштита на културното наследство велат дека решението од 78 има недостатоци и затоа тоа не може да представува уреден правен акт, бидејќи со него не се точно утврдени границите на заштитените добра, како и тоа што представува заштитено добро. Управата веќе отпочнала со повторно дефинирање на тоа кои недвижности и зони спаѓаат во рамката на заштитени, а за тоа имале и средба со представници од општина Охрид. Донесен е заклучок со кој во наредниот период до финализирање на ревалоризацијата на севкупното културно наследство територија на општина Охрид, акти согласно Законот за заштита на културното наследство ќе се издаваат само за заштитеното подрачје на старото градско јадро на Охрид и поединечните заштитени добра, археолошки локалитети или споменички целини надвор од заштитеното подрачје, додека за останатите недвижности постапката ќе биде во надлежност на општина Охрид. Од управата напоменуваат и дека градоначалникот сепак е законски обврзан за секоја планирана урбанистичка промена да повара мислење од нив и мислењето да го вгради во изменувањето на урбанистичките планови. Управата за заштита на културното наследство, заедно со Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам и Државниот инспекторат за животна средина, извршиле координиран инспекцијски надзор во секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште при општина Охрид. Градежниот инспекторат до општина Охрид упатил барање со укажување за поништување на издаденото одобрение за градење на хотелскиот комплекс. Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам смета дека изградбата на хотелскиот комплекс во населба Лагадин не е во согласност со основните принципи и начела од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Законот за градење, Законот за културно наследство, Законот за животна средина, Законот за заштита на природата, како и со Законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион. На прашањето можно ли е уривање на оваа градба, од инспекторатот велат дека со последните измени во Законот за градба, одлуката ќе треба да ја донесат локалните власти. Во меѓувреме, мештаните поднеле и барање до надлежните за времен мораториум за изградба на нови објекти во Лагадин. Архитектот Мирослав Грчев изготвил акцијски план со кој ќе треба да се направи целосна ревизија на законите кои го засегаат градежништвото. За општиот акт, Грчев вели дека е чист пример на изигрување на правото на сметка на материјалното богатење. За него не е случаен ниту лавиринтот во законите и во надлежностите. Охридската општина во содејство со централните власти го почнува да го третира Лагадин како да е запустено село кое никогаш немало урбанистички план и кое што немало ниту пак стручна, ниту планерска, урбанистичка и друга заштита. За да се злоупотреби законодавството од областа на планирањето, уредувањето на просторот, контролата на градбата и градбата и законодавството од областа на сочувување на природните богатства и културното наследство. Значи се работи за свесна државно-мафијашка активност во злоупотреба на највредниот ресурс, кој што во Охрид е суперпониран. Тоа е просторот, природното благо и културното наследство суперпонирани и ја прават тој супер екстра профит. Брзото действување според планот би требало да му помогне и на Лагадин, но и да превенира слични действија без разлика на географската положба, што е сличен став со оној на градежниот инспекторат. Направено е интерресорно владино тело кое што ќе ја дава политичката артикулација и подршка на во рамките на овој акцијски план. Во него ќе учествуваат сите комори, професионални здруженија,
невладиниот сектор, сите министерства инволвирани, сите независни државни организации, како што е, да речеме, катастарот, нели, Агенцијата за катастар, Агенција за просторно планирање и така натаму, ги има повеќе, тоа мора да биде една вистинска државна мобилизација на сите кадри и на сите заинтересирани, сите експерти, воедно сите учесници во градбата и сите учесници во заштитата на природните и создадените добра, нормално и на крај невладиниот сектор, односно граѓаните кои што на јавна расправа ќе можат да земат учество. Во исчекување на расплетот се и мештаните, но инвеститорот, кој градежните активности засега ги ставил во мирување. Битката на лагадинци со хаосот во законите будно ја следат многу бизнис големци кои што гледаат свој интерес во експлозивната експанзија на Охридското крајбрежје, не само на Лагадин. Нивниот интерес, меѓутоа и битката која што ја водат жителите на Лагадин, може да ја одреди понатамошната физиономија и идентификацијски код на целото место, меѓутоа и на другите места покрај Охридското езеро, или со народски јазик кажано, ќе може да гради кој што сака, доколку оваа активност биде прогласена за законска.